Почитувани граѓани, почитуван министер за земјоделство, шумарство и водостопанство, почитувани министри, почитувани представници на дипломатскиот кор, почитуван директор на Германското друштво за меѓународна соработка ГИС за Северна Македонија, почитувана министерка за земјоделство на Република Србија, почитуван представник на Slow Food Македонија Николовски, почитувани производители на храна и пијалоци и почитувани представници на медиумите. Навистина ми е драго што овој национален саем за храна и пијалоци, наречен Вкусија традицијата, каде на едно место може да се видат и вкусат нашите македонски традиционални производи, се одржува втора година поред. Честитки до Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, до министерот Николовски, до неговиот тим и до Slow Food Македонија за целосната организација на овој саем. Годинава учествуваат над 400 изложувачи на храна и пијалаци. Сите овие производи што се изложени тука се вистинска слика за нашата македонска земја, за нашата традиција. Традиционални производи кои од генерација на генерација се пренесувале, се чувале и се усовршувале, но го задржале единствениот наш македонски вкус, вкусот на традицијата. Уникатниот вкус на македонските земјоделски производи, храна и вино, кои се произведуваат на оваа наша сончева земја, се нешто по кое што сме единствени и високо ценети во светото. На овие штандови денес се нашиот бакардан, вкупното ѓомлезе, сочните сирења, кашкавали, македонското макало, нашиот македонски мед, ајвар, надалеку познатото македонско вино и уште многу други традиционални производи. Нивниот квалитет е највисок, баран, а тоа е благодарение на нашата плодна почва и поднебје, на многу сончеви денови и пред се на вредните раце на нашите земјоделци. Тоа е резултат на долги години земјоделска, сточарска, лозарска, овоштарска традиција, која посветено се пренесувала од генерација на генерација тука во срцето на Балканот. Денес овде ја славиме традицијата, но истовремено ја испраќаме и пораката дека зголемувањето на домашното производство на храна, домашното производство на земјоделски производи е еден од најважните приоритети на владата. Економската и енергетската криза покажаа колку е важно да произведуваме доволно за дома, но и за извоз, за да ја зајакнеме економијата. Тоа подразбира стратегија која опфаќа повеќе сегменти, од модел на субвенции, капитални инвестиции, советодавни услуги, европски фондови до вложување во човечки ресурси. Затоа презедовме низа мерки за поддршка на домашното производство на храна, како што е новиот модел на субвенции, капитални инвестиции за водостопанство, поддршката за малите производители на храна, за малите семејни винари, за младите земјоделци, за жените земјоделки и многу други мерки. Паралелно ги поддржуваме и малите производители на храна со грант до 10.000 евра за набавка на опрема за производство и грант до 5.000 евра за набавка на опрема за малите дестилерии. И она што е најголем успех досега, Северна Македонија сега е лидер во регионот по искористеност на мерките од Европската ИПАРД програма. Тоа резултираше со зголемување на средствата за ИПАРД 3 на 97 милиони евра. Ова се мерки за развој на земјоделството по европски трг. А сето ова е уште еден доказ колку земјоделството и производството на храна е високо на листата на нашите приоритети. Јас не би должел повеќе, уште еднаш честитки за организаторите и ве поканувам заедно да ги вкусиме нашите традиционални македонски производи, да ја вкусиме нашата традиција. Ви благодарам и посакувам успешен ден.